Мирољуб Голубовски го сретавме на првото предавање во големата сала на собранието на општина Кавадаци со предавање за пчелите. Сега завршува овој дел на ова предавање во рамките на еден проект поврзано со едуцирање на наставен кадар или заинтересирани граѓани, невработени од општина Кавадаци, главно млади луѓе, и потоа започнува практичниот дел. Мирољуб, цело време сте со луѓето од Кавадаци, со младите, научија ли нешто за оно што го предавате? Најпрвен добар ден. Денеска сме присутни на последната теоретска работилница или пета поред од теоретскиот дел. Мене ми е огромно задоволство што овој проект организиран од BioVita, организацијата од Кавадарци, Витач, инкубатор за органско пчеларење, има успеано да опфати 16 луѓе, тоа млади луѓе, кои што се среќаваат прв пат, 90% од нив со пчелите и со пчеларењето, и што е искористен моментот да тие луѓе преку ваквите теоретски едукации, а и следните практични во мај месец, што ќе отпочнат од мај месец, да се искористи моментот за нивно правилно воведување во пчеларењето. Вие сте експерт за пчеларење. Можат ли овие млади луѓе да научат барем основни елементи за овој занеден резултат? Пчеларството е комплексна гранка, не е едноставно, и наука е, се изучува и на Факултетот за земјоделски науки и храна, на Институтот за анимална биотехнологија или сточарство. Обично знаеме да кажеме дека пчеларите постојано има потреба да го надоградуваат своето знаење и да ги пратат најновите достигнувања во пчеларството од целиот свет. Јас се надевам дека ваквите теоретски работилници и идните практични работилници навистина ќе придонесат да учесниците во проектот ги добијат првино основните предзнаења, да ги стекнат првичните искуства и понатаму да работат, пошто замислата од проектот е да добијат и сопствени пчелни семејства, да работат на тие пчелни семејства и постепено од година да се усовршуваат у секторот на пчеларство. Само кратко, дали сте задоволни од BioVita, друженијето кое организира работа, дали добро ја менаџира? Да, апсолутно. Ја со представниците на Сдруженијето BioVita се познавам веќе неколку години наназад. Идејата е прекрасна за поздравување, а посебно тоа што се настојуваат да се воведат принципите на добрата пчеларска практика и принципите на органското пчеларење во едукациите.